Унапредување на двата основни аспекти на образованието е она на што Министерството за образование посветува големо внимание со цел учениците и студентите да добијат квалитетно образование. Едното е подобрување на наставата, односно воспитно-образовната компонента, преку воведување на нови учебници, наставни програми, информатичка технологија, нови методи на предавање од страна на наставниците и нивна стимулација, а со крајна цел да се подигне степенот на интеракција на часовите, да се развие еден креативен и иновативен начин. Вториот аспект е образовната инфраструктура. До сега се изградени 74 нови училишни објекти, додека 400 училишта се опфатени со реконструктивни и санациони активности, за што се инвестирани речиси 50 милиони евра. За време на летниот распуст, околу 20 на објекти ќе бидат реконструирани, а ќе биде завршена изградбата на едно основно училиште, на кое се уште се работи. Исто така постојано се работи на подобрување на студентскиот стандард, преку реновирање и изградба на сместувачки капацитети, воведување на голем број стипендии, превод на странска литература, преку која студентите можат да стекнат знаење и корисни информации од најдобрите универзитети во светот. За само 6 години Министерството за образование им е доделено 170 стипендии на студенти за студирање надвор од земјава. Она на што апелираат од Министерството пред престојните уписи за средно и високо образование до учениците и идните студенти да обрнат внимание на стручното образование, затоа што реално тоа е побарувано на пазарот на трудот, вели заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски во интервју за Курир.